Почитувани, добре дојдовте на редовната пресконференција на ВМРО ДПМН. Денеска ќе имаме една пресконференција од мене, портпаролот на ВМРО ДПМН, Наум Стоилковски. Почитувани, нема крај на партизацијата која што оваа црна власт не ја спроведува во македонското општество. Нема крај на девастацијата на Република Македонија која што од народените за една намена нема да ја предизвикаат. Почитувани, пред неколку дена од тука, од ова место на прашање од јавноста, изразивме сомнеш дали изборот за член на Судскиот совет не е завршен пред време, односно дали не се чува место за Лорета Георгиева, судика од Струмица. И покрај тоа, бесрамно беше истуркан изборот на судијата Лорета Георгиева. Имено, станува збор за судика, сопруга на првиот човек, на Зоран Заев, во Струмица. Ова е очигледната надградба на нарачаното кацарска судство и на нарачаното русковска обвинителство во Република Македонија. Очигледна е задачата, по партиски налог, да се казнува и да се разрешува. Задача на Судскиот совет за појаснување е да избира, унапредува и разрешува судии во сите степени на судството во Република Македонија. Почитувани, ова не е прв скандал на СДСМ, на судството во пупките на СДСМ, поврзано со изборот на сопругата на пријателот на Заев, судиката Лорета Георгиева. Дека нејзиното напредување во кариерата се должи единствено на тоа што е сопруга, потврдуваат и написи и оценки од минатото, кога со судството и советот раководеше и ги тресеше познатата Ленче Софрониевска. И тогаш, токму на инсистирање на Заев како нов градоначалник на општина Струмица и на Цветанка Иванова, тогаш висок партиски функционер и пратеник во Републичкото собрание, само таа, сопругата на компањонот на Заев, морала да биде избрана за судија. И затоа сега ќе ја прочитам тогашната оценка на професорот Ѓорги Марјановиќ, кој за изборот на Лорета Георгиева напиша: има ли нешто попонижувачко за една жена, некој да сака да ја направи судија, не заради нејзините стручни квалитети, туку затоа што му е сопруга на човек кој му помогнал на некој си Зоран Заев да стане градоначалник на Струмица. Затворен цитат, професор Ѓорги Марјановиќ, некаде 2006 година. Очигледно е дека Георгиева напредува само и само кога СДСМ, Заев и Цветанка Иванова имаат моќ во раце. Епа, почитувани, тоа се судските реформи на аболицираниот Зоран Заев, така тој ги замислува независното судство и европскиот пат. СДСМ без партиско судство не може да функционира. Со ваков избор може да се очекува на пролет наместо препорака од Брисел да дојде порака со вака избрани судии, вие не сте за Европа. Почитувани, црнилата кои што секојдневно ги приредуваат од оваа страховлада, ја девастираат државата. Црнилата ги затвора сите пори на општеството. Колку побрзо си заминат, толку побрзо ќе ја вратиме Република Македонија на вистинскиот пат. Затоа, преклучете се на протестите попладне, оваа, како и секоја среда во 17 часот, заедно да го забрзаме падот на оваа црна влада, да бидеме искрата што ќе ја донесе зората во Република Македонија. Ви благодарам.